Државната изборна комисија ги повикува граѓаните да направат увид во своите податоци во избирачкиот список и доколку е потребно да побараат измена, дополнување или бришење на податоците. Избирачкиот список податоци стави на јавен увид е направен со податоци на граѓани кои заклучно со 1 февруари 2017 година станале полнолетни. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести. Еве што ќе гледате во нив. Поставена биста на патронот на Основното училиште Мир Чацев во Ѓорче Петров. Ново издание басни од Македонија на Сдруженијето Браво Сине. На 5 локации ќе се поставуваат паркиралишта за велосипеди во Скопје. Од 18 мај започнува трет циклус саеми за вработување. Ќе се гради нова детска градинка во Ново Лисиче. Откако на вандалски начин беше отстранета бистата на патронот на Основното училиште Мир Чацев, денеска беше поставена нова биста од патронот која е донација од вајарот Сокол Цварку за училиштето. Денеска, по повод патрониот празник на Основното училиште Мир Чацев, свечено беше откриена новата биста на патронот на училиштето. Бистата е изработена од бронза, а оградена е со заштитна ограда и е хортикултурно уредена и осветлена. Ова е втора биста која се поставува во ова училиште, откако првата на вандалски начин беше отстранета. Градоначалникот Сокол Митровски истакна дека сите училишта имаат бисти освен Мир Чацев, кој денеска доби нова, и Основното училиште Ѓорче Петров, кој исто така годинава ќе добие нова биста. По повод пратониот празник на Основното училиште Мир Чацев во општинава Ѓорче Петров, денеска по тој повод и поставивме и биста која беше поставена, меѓутоа на жалост од поедини вандали беше отстранета и не остана како аманет на вистина да сите тие бисти на народните херои ги обнавиме и ги поставиме кај што им е местото, да можат учениците, сите намерници кои престојуваат и поминуваат во ваквите средини, да го видат за како херој се работи, за ликот да го видат едноставно и тука да биде еден час за едукација на учениците од Основното училиште. Градоначалникот Митровски истакна дека 72 години ова училиште дава голем придонес во воспитно-образовниот процес и порача да се надградува духот и разумот, затоа што децата се најголемото богатство. Воедно истакна дека во ова училиште стана едно од најелитните и низ своето работење се стекна со завидна репутација во Македонија и пошироко, што докажува и соработката на училиштето со училиштата од други земји кои заеднички работат на неколку проекти. Вајарот Сокол Цварку, која донираше бистата на Мир Чацев, учествувал и на конкурсот за проектот Скопје 2014, а изработил и голем број бисти за училиштата. Првата беше со школото Гоце Делчев во аеродром, како што спомна директорот. И дојде директорот од Мир Чацев Гоце, кажа дека кај нас е украдена бистата, како можеме тоа да го направиме и кај нашата школа. Со задоволство, со чест, реков, ја донирам скулптурата. Стаменот што беше празен тука да не биде празен више. Сум направил доста, поготово народни ерои, не само во Скопје, и низ Македонија, Велес, Струмица, Прилеп. Во Скопје се 9-10, сега не сум ги наброј. Не е некоја тајна да кажеме колку време е изработено. Ние уметниците им любиме да кажеме дека тоа се работи на емоција. Ако ви кажам дека сме ја работили за 3 дена, вие ќе се чудите, но не е тоа 3 дена. Пак ќе сакам да кажам дека ја го правам тоа 25 години колку што е мојата кариера. Реализацијата за 3 дена е едноставно момент на емоција. Среќен шум што го погодив и што ми честита дека сум го доловил ликот, односно физиономијата на народниот ерој Мир Чацев. По повод патрониот празник, училиштето имаше организирано многобројни активности во кои учествуваа ученици од различна возраст. Своја пијано изведба имаше и младиот пијанист Мустафа Арда Мустафа Оглу, кој има освоено многу интернационални награди надвор од државата. Како знак на благодарност и успешна соработка, институциите со кои училиштето соработува, како и градоначалникот Митровски, добија благодарници од директорот на училиштето. На 5 локации во градот ќе се поставуваат паркиралишта за велосипеди, донација од пивара и Кока-кола. Денеска првото паркиралиште за велосипеди се постави кај фонтаната во градски парк. Целта на овој проект е промоција на физичките, спортските и рекреативни активности.
Кај фонтаната во градски парк денеска беше поставено првото од 5 паркиралишта за велосипеди кои пивара Скопје и Кока-кола ги донираат на градот во рамки на глобалната платформа за промоција на активниот живот како основа за создавање здрави животни навики. Целта на овој проект е промоција на физичките, спортските и рекреативните активности, но и грижа за животната средина и намалување на сообраќајниот метеж во градот, преку поттикнување на велосипедската култура и промоција на велосипедот како алтернативен транспорт. Паркиралиштата за велосипеди се во облик на препознатливото шише на Кока-кола, а на секој од локациите ќе биде поставен пар од Кока-кола и Кока-кола Зеро, и Кока-кола Зеро паркиралиште. Проектот е реализиран во соработка со град Скопје, а партнер е Сдруженијето на Точак, кој даде свој значаен придонес во успешна реализација на истиот. Во изминативе години градот активно вложува во подобрување на велосипедската инфраструктура во Скопје. Односно го реализира капиталниот проект Скопје Велоград 2017, со кој во градот ќе се формира ефикасна мрежа на обележани велосипедски патеки кои ќе им овозможат на сите што користат велосипеди без препреки и безбедно да стигнат до саканата дестинација. Во вестите подоцна ќе дознаете повеќе информации од денешниот настан на кој беше промовирано новото издание Басни од Македонија на Сдруженијето Браво Сине. Продолжуваме ние понатаму. Од денеска до 14 мај во Скопје Сити Мол ќе се одржува саем на банки, денови на финансии. Целта е овој саем да прерасне во најпосетуван настан од областа на финансиите во нашата земја, каде посетителите ќе имаат можност на едно место да ја разгледаат целокупната понуда на финансиски производи. 15 банки, осигурителни компании и инвестициски фондови од денеска до 14 овој месец ќе учествуваат на саемот за банки, денови на финансии во Скопје Сити Мол. Посетителите ќе имаат можност да се запознаат со најновите понуди за сите банкарски производи во Македонија, да ги разгледаат понудите за животно осигурување и да ја одберат најповолната опција за инвестирање. Представниците од институциите ќе понудат одговор на сите прашања на посетителите и ќе се обидат преку непосреден разговор и презентација на актуелните производи да ги понудат најповолните услови за сите видови кредити и депозити, најдобрата полиса за осигурување на имот, патничко осигурување или осигурување од незгода, да понудат склучување на договор за животно осигурување или да ги презентираат најдобрите опции за инвестирање на парични средства. На настанот ќе бидат присутни и представници од Народната банка на Република Македонија со цел да дадат придонес кон зајакнување на општата свест за тоа колкава е потребата од финансиската едукација и кои се придобивките од таквото знаење. Целта е денови на финансии да прерасне во најпосетуван настан од областа на финансиите во нашата земја, каде посетителите ќе имаат можност на едно место да ја разгледаат целокупната понуда на финансиски производи и да побараат совет од представниците на институциите со кои се заинтересирани да воспостават соработка или преку разговор со истакнати експерти од одредена област да донесат најдобра финансиска одлука за својата иднина. На 18 мај започнува новиот трет поред циклус саеми за вработување во Република Македонија и ќе трае до 15 јуни. На овогодинешниот циклус саеми за вработување се очекува голем број работодавачи од Република Македонија да ги представат нивните потреби за вработување кадар пред лицата кои бараат работа. Од 18 мај започнува третиот поред циклус саеми за вработување на кои работодавачите ќе ги представат нивните потреби за вработување, а невработените ќе имаат можност непосредно да се информираат за условите за вработување. Саемот ќе трае до 15 јуни, а во овој временски интервал вакви настани ќе се реализираат уште во 5 градови: Штип, Кавадарци, Битола, Тетово и Струмица. На овогодинешниот циклус саеми за вработување се очекува голем број работодавачи од Република Македонија да ги представат нивните потреби за вработување кадар пред најзаинтересираните, лицата кои бараат работа, но и пред широката јавност. Саемите за вработување овозможуваат на лице место работодавачите да ја изнесат својата побарувачка,
а лицата заинтересирани за вработување во таа компанија да се информираат непосредно на лице место за условите кои се нудат. Досега се одржани вкупно 2 циклуси саеми за вработување со учество на 734 работодавачи, повеќе од 79.000 посетители, а од невработените лица до работодавачите свои биографии доставиле повеќе од 21.190 лица. Нова едиција басни од устното творештво на Македонија во модерно издание денеска промовира движењето за поддршка на креативноста Иво Лауренчич Браво сине и издавачката куќа Арсламина. Басни од Македонија се изворно земени од делата на Марко Цепенков и адаптирани како модерен и поприфатлив јазик за денешните деца. Поголемиот успех на едицијата Бајки од Македонија, движењето за поддршка на креативноста Иво Лауренчик Браво сине и издавачката куќа Арс Ламина издадоа нова едиција Басни од Македонија. Едицијата е составена од басните Кучето и зајакот, Лакомата мечка, Војската на лавот и Жабата и глушецот, басни пренесувани од устното творештво на македонскиот народ, а собрани од Марко Цепенков. Креативните илустрации за басните од Македонија ги изработи Катерина Николовска, која работеше и на претходната едиција Бајки од Македонија, а незините илустрации беа избрани на јавен конкурс. Како што истакна Ангелка Пеева Лауренчик, член на управниот одбор на движењето за поддршка на креативноста Иво Лауренчик, еден од главните приоритети е традиционалните вредности да се приточат во модерен производ со автентичен изглед. Истовремено, еден од главните стремежи е да им се даде шанса на младите луѓе до 27 години да ја покажат својата креативност. Кога започнавме со иницијативата на 13 мај 2013 година, нашата идеја беше да го откриеме креативниот капацитет на младите луѓе пред нашата поширока јавност, да направиме од заборавените национални вредности видливи национални брендови, да направиме автентични брендови кои што ќе можат да живеат и понатака без наша поддршка и да го споменеме името на двигателот во сегментот на креативноста Иво Лауренчич. По исклучително успешниот Бајки од Македонија оваа година го надоградуваме со уште еден дел од македонското народно творештво и денес пред вас ги имате новите басни од Македонија кои што веќе од утре ќе можат да бидат во рацете на најмладите читатели, а тоа се децата од предшколска возраст. Билјана Црвенковска, уредник на детската редакција во Арсламина, рече дека басни од Македонија се изворно земени од делата на Марко Цепенков и адаптирани како модерен и поприфатлив јазик за денешните деца. Како што нагласи Црвенковска, пријатно се изненадени од продажбата на тиражот на бајките и токму тоа е причина што втората едиција Басни од Македонија е испечатена во двојно поголем тираж. Бајки од Македонија, првиот проект што го промовиравме лани, беше фантастичен. Значи, успехот беше повеќе од било што очекувавме. За помалку од пола година се потроши целиот тираж. Направивме нов, направивме издание тврд повест, кое што исто така многу добро оди. Таму се 4 бајки во една. Меѓутоа, она што е интересно е што бајките беа баш бајки, нели, со принцези, со самовили, со принцеви, со магии, со волшебства. Додека басните од Македонија сакавме да направиме едни приказни кои што исто така ќе бидат повторно инспирирани, значи земен извор од Марко Цепенков, адаптирани на модерен јазик и кои што ќе имаат животни и ќе бидат атрактивни за помалите деца. И со пократок текст, и пошарени, повесели, така што добивме два сосема различни и прекрасни производи. Може ли околу тиражот да ни кажете еве приближно ако имате некоја бројка во колкав тираж се продаде првиот проект и сега колку имате отпечаток? Ние имаме вкупно првиот тираж беше по 1000 примероци од секоја бајка, значи за помалку од пола година се продадоа и сега вториот тираж беше по 2000. Едицијата Бајки од Македонија е достапна на македонски, англиски и албански јазик, а има и издание во Браево писмо.
Нова градинка со капацитет за згрижување на повеќе од 250 деца ќе се гради во Новолисиче во рамки на градинката Бубамара. Повеќе детали за оваа информација следува малку подоцна во вестите. Општина Илинден упатува повик до сите уметници од општината кои сакаат своите дела да ги изложат на предстојната изложба која ќе се одржи на 29 мај во новоизградениот Дом на култура Марино, да се пријават најдоцна до 25 мај. На 29 мај во 12 часот во галеријата на новоизградениот Дом на култура Марино ќе биде отворена изложба на дела на уметниците од општина Илинден. По тој повод, општината упатува повик до сите уметници од општина Илинден, без оглед дали професионално или аматерски се занимаваат со сликарство, вајарство, купаничарство и слично, кои сакаат со свој дела да учествуваат на изложбата, своето учество да го пријават на телефонскиот број 2571 или на имейл адресата domnakultura@ilinden.gov.mk. Најдоцна до 25 мај. Ова е втора ваква изложба на која се представуваат уметниците од општина Илинден, со што станува традиционална. Првата изложба која предизвика голем интерес се одржа во декември минатата година во Домот на култура Илинден. Нова градинка со капацитет за згрижување на повеќе од 250 деца ќе се гради во Новолисиче во рамки на градинката Бубамара. Новиот објект ќе има приземје и еден кат со вкупна површина од околу 1200 метри квадратни. Општина Аеродром објави тендер за изградба на нова детска градинка во рамки на градинката Бубамара во населбата Новолисиче, со капацитет за згрижување на повеќе од 250 деца. Новиот објект ќе има приземје и еден кат со вкупна површина од околу 1200 метри квадратни. Во рамки на приземјето се предвидени 4 занимални за деца од 2 до 4 годишна возраст. На катот предвидени се 2 занимални, односно јасли за деца до 2 години, како и 2 занимални кои може да ја менуваат својата функција за возраста на децата зависно од потребата. Објектот на двата ката ќе има сопствени санитарни јазли и кујни, како и канцеларии и гардероби. Според градоначалникот на општина Аеродром Ивица Коневски, објектот ќе биде енергетски ефикасен, а материјалите за изградба ќе бидат еколошки прифатливи. Денеска во градската општа болница 8 септември со пригодна манифестација се одбележа неделата на сестринството. Меѓународниот ден на медицинските сестри се одбележува секоја година на 12 мај во знак на сеќавање на денот на раѓањето на болничарката Флоренс Најтенгел. Со манифестација во градската општа болница 8 септември Скопје се одбележа неделата на сестринството, со што им се оддаде признание на овие медицински лица за нивната пожртвуваност во работата. Темата на интернационалната недела оваа година е глас што води за медицинските сестри и акушерките и мајките со семејствата, партнери за животот. На манифестацијата беше представено и новото Здружение на медицински сестри, техничари и акушерки за нас. Од 5 до 12 мај традиционално се одбележува Меѓународната недела на медицинските сестри и акушерките. Меѓународниот ден на медицинските сестри се одбележува секоја година на 12 мај во знак на сеќавање на денот на раѓањето на болничарката Флоренс Најтенгел. Таа ја предводела првата група на жени кои заминале на фронт во Турција да се грижат за ранетите војници. Името на оваа англичанка се поврзува и со иницијативата за соодветно професионално образование на медицинските сестри. Вечерва во спортските вести ќе гледате. Вардар го победи Металург и ги разреши сите дилеми околу борбата за шампионската титула. УЕФА го избра германецот Феликс Брикс како главен судија на големото финале во Лигата на шампионите. Познати се сите учесници во четвртфиналето на тенискиот турнир што се игра во Мадрид. Сан Антонио нагости ја затвори серијата со Хјустон со 4:2 во победи. Гледате спорт и околу спортот веднаш по вестите. За време на викендот ќе преовладува стабилно и многу топло време. Утре на повеќе места дневната температура ќе надмине 30 степени, а ќе дува и засилен западен ветер. Во недела попладне услови за краткотраен дожд ќе има само на планинските подрачја. Во почетокот на наредната работна седмица се очекува зголемување на облачноста, а времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд.
Најврнежливо се очекува да биде во вторник, кога на повеќе места ќе има пороен дожд и грмежи, а ќе има опаѓање и на дневната температура. Матама метео е следна. Хуманитарна забава со млади бендови во клуб-ресторанот МКЦ во Скопје организира младинската организација Луѓе за луѓе. Целта на хуманитарната забава е да им го разубават летниот распуст на сите деца кои го посетуваат Центарот за социјални иницијативи Надеж во Шуторизери. Собраните средства ќе бидат наменети за организирање на летни игри за децата од Центарот, кои не може да си дозволат да одат на летен одмор. Со оваа информација ги завршуваме денешните урбани вести. Повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер, спортските вести се следни на МТМ.